Така, се враќаме во студиото, минути за првиот разговор, геополитиката, домашните реформи, паралелни би рекла битки во светот на политиката. Добар ден му велам на мојот прв гостин, господинот Ристо Никовски, поранешен амбасадор. Добре дојдовте. Поранешен. На самиот старт ќе почнеме можеби со нешто што е актуелно дома, меѓутоа генерално сите теми како да се и тесно поврзани кога се работи за тој еден поширок политички сегмент. Меѓутоа еве ајде можеби последната информација која што предизвика реакции во јавноста, тоа беше околу оние изненадувања и позитивни исходи за визниот режим кој што ги најави премиерот Мицковски и министерот за надворешни работи Тимчо Мацунски, откако САД не стави во таа група на 70 земји за кои што нели ќе мора да има таков некој визен режим, да го кажеме. Каква порака практично се испреќа со оваа последна одлука на САД? Видите, американците и не само американците, сите западни земји водат стриктна евиденција на граѓаните на секоја земја како го третираат визниот режим. Јас сеќам на времето кога бев активен во службата, разговарав со амбасадорот на Австралија. И јас имам комши кои така имаат врски со Австралија и ти ми се жалеа секојаш, тешко оди со визите. И го прашам, зашто оди тешко? Вика, затоа што македонците во Австралија се меѓу тие што најмногу, вика, ги злоупотребуваат визите, вика, и остануваат подолго отколку што е визата. И чим таков третман има земјата, автоматски начинот на кој се даваат, се одобруваат визите, се стегнува се повеќе и повеќе. Така да и ова американска мерка во однос на такова се иселенички визи де факто се работи, не за оние обичните, нормалните, да речеме секојдневните. Очигледно дека добар дел или еден процент неповолен за нас од нашите претходни имигранти во Соединените американски држави станали социјални случаи. И сега најновата администрација на Трамп сите тие работи ги расчистува и доаѓа до податок дека тие 75 земји меѓу кои е Македонија има непочитување на тој визен режим, на тие иселенички визи, луѓето кои тие не сакаат да дојдат тамо социјални случаи, тие сакаат да ги врбуваат највредните умови, нели така, и тоа го прават на еден феноменален начин, али очигледно во таа група на луѓе кои така емигрираат од тие 75 земји меѓу кои Македонија, има дел кои се социјални случаи на крајот, а тие тоа не го сакаат. Кои сакаат дојденци кои ќе им бидат социјални случаи, никој не сака. Но каков еве сигнал се праќа кога не вкрстуваат не ставаат и не препознаваат во земји од третиот свет? Ама видите, тоа е чист резултат на нивната статистика, на нивната евиденција. Не е ништо случајно. Велам, и го знам и на времето една европска држава, се нема да ја спомнам која, сакаше да добие со Америка безвизен режим, нели така, и таа држава се трудеше и работеше, конкретно Бугарија, може да ја спомнеме. Меѓутоа, што рекоа американците? Рекоа дека процентот на граѓани кои на било кој начин и ги повредуваат визните правила, мора да биде пред 5%, мисли, че не се не ме фаќате, и 3%. Вика, Бугарија има, 7%, вика. Така да, во такви услови нема апсолутно шанса да добие безвизен режим. Велам, тоа е резултат не на политики, него на статистики кои на крај водат, нели така, во услови кои нив им одговара. Така да ништо не е случајно на Западот, се резултат на анализи и на статистики, и ова што сега најавуваат нашите, кои што спомнавте и вие, дека ќе има некои поволности, да се надејаме дека ќе бидат позитивни. Каков е позитивен некој сигнал, позитивен исход би можело да се... Видите, кај нас се уште издавањето на било какви американски визи е процес кој не е баш многу пријатен. На времето, сеќам, веројатно уште има, дали си бил член на Комунистичката партија и така натака. Јас знам луѓе пријатели, чии син и брат во Соединените американски држави е човек со богат човек, едноставно кажано, и кога мајката и сестрата сакаат додат за Нова година, им рекоа виза следната Нова година. Нешто што апсолутно не е спорно, али веројатно врз основа на таа статистика, кога други наши граѓани не ги почитуваат американските визни правила, разбирате, луѓето беа шешардисани, да речам,
че и претходно патувале повеќе пати, никаков проблем немале, никогаш тие не продолжувале престојни или така надвор од визната дозвола и така натака и така натака. Велам, беаше што дисани кога за оваа година сака додаде со братот кој велам е богат човек во Америка, не им дадоа виза. Так, од она што можеби господин Николски би требало еве да го изанализираме бидејќи сме на стартот на оваа година, а тоа што остана како нели заокружување на претходната е дека се уште ни се оставени на маса тие некои реформски задачи што треба да ги испорачаме бидејќи нели клучниот пат на земјава е кон Европската унија. Меѓутоа како да се стигне до него? Каде практично ние заглавуваме години наназад и има ли можност која е практично можноста да отпочнеме еден процес за да се тргне напред? Видите, ако се направи и не многу длабока анализа на нашиот досегашен пат према Брисел, од нели така независноста на Македонија, бидејќи тогаш почнува таа наша нагласен, тој наш нагласен интерес за Европската унија, многу лесно може да се заклучи дека Брисел не сака. И тоа не е политика на Брисел, многу голема сила стои за тоа, и сите тие пречки кои ни се појавуваат на патот не се случајни. Знаете, во ние Македонија се уште не е целосно етаблирана на меѓународната сцена. Ово е нашето членство во Европската унија е некој символ на тој третман на државата, а дека е така, најдобар доказ имавме сега неодамна, кога во Европскиот парламент трите главни партии, работничката, односно како е велат, како што и ВМРО не е работничка, него е националните партии, или како се викаат, народните партии, пардон. Народните партии, како што е ВМРО членка, социјалдемократите, како што е СДСМ членка, и либералните партии, сите тие се договорија во извештајот за напредок Македонија да не се спомна македонски народ и македонски јазик. Што сакате повеќе? Европскиот парламент, кој треба да биде така символ на некоја европска демократија, одлучува дека македонскиот народ и македонскиот јазик не треба се спомнуваат, значи се спорни, разбирате. И велам, сето тоа што ни се прави прво со Грција, кога ни го блокираше името, разбирате, на еден апсолутно нелегален начин, Обединените нации кои треба да бидат некоја светска совест која треба да биде и формално Советот за безбедност на Обединените нации е некоја неформална светска влада, разбирате. Тие на еден груп, на еден вулгарен начин го негира својот устав, разбирате. И на Македонија не ја примија Обединените нации, испоставија додатни услови и така натака, што е апсолутно надвор од практиката, процедурата и правилата, разбирате. Значи, кој ќе одите од тогаш па навака, разбирате, тоа не се случајни работи. Кој ќе оставите мозаикот, кој видите што све ни се случувало и се уште ни се случува. Прво со Грција, сега со Бугарија, после ќе се јави можеби и Албанија и веќе се јавува на некој начин така натака. Јасно е дека насните услови што ни ги поставуваат се де факто начин како да го спречат нашето членство. И, ова што вие спомнавте реформите, утре да ги исполниме реформите, ама како никој до сега, пак треба да не примат. За жал е така, разбирате. И ако сакате, промената на уставот. Промената на уставот по начин на кој ние ја прифативме е апсолутно нелегален. Се крие зад вториот протокол кој е подпишан со Бугарија во јули 22-та година, разбирате, кој апсолутно во Македонија никој нема донесена одлука да се прифати промена на уставот, а таму е подпишано. И се на сите на овој бугарски, ако сакате, идиотизми во крајна дука, работи кои се надвор од умот, разбирате, фантазмагории, све влезе во преговарачката рамка. Никогаш не било тоа случај. Копенхашките критериуми кои се така основата на прием, сите членки биле до сега примени и третирани преку копенхашките критериуми за нас не важат, разбирате. За нас е ставено дека, како ја гледа човек преговарачката рамка, кај нас клучно ќе биде историјата, резултатите од историската комисија и не само вториот протокол, и протоколите кои треба да следат, разбирате.
Значи, ако е историската комисија има резултати, ние ќе напредуваме. А секој знае во Македонија, малку што ги следи тие работи, во историската комисија, од бугарска страна ти отворна велата, тоа е политика, не историја, разбирате. Значи, нема македонски народ, нема македонски јазик. И во тие услови, разбирате. Јасно е дека третманот е таков што, еве, да го сведеме, бидејќи, јас сум го кажал повеќе пати, сега ќе повторам, не е нашиот главен проблем моментално промената на Уставот. Утре да смени Уставот, ништо нема да направиме. И заутре да важи таа промена, разбирате. Наш клучен проблем е преговарачката рамка. Та е така направена, разбирате, што Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Теоретска шанса нема. Али еве, и да ги почнеме, утре да ни даде да ги почнеме преговорите. Да ги завршиме за 3 месеци. Што им надвор дума, невозможно, разбирате. И што мислите ќе влеземе во Европската унија? Што мислите дека бугарскиот парламент, собрание нивно, кој на крајот треба да го ратификува нашиот договор со Брисел, ќе прифати Македонија да биде членка без да прифатиме дека ние сме бугари пород, без да прифатиме дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, без да прифатиме дека историјата е заедничка, значи бугарска, нема теоретска шанса. Значи, тие се приликите, условите, ама наше да се бориме, разбирате. А ние, кај нас се уште нема, да речам, веќе она критична сила која ќе тргне во офанзива. Додека вие, до сегашната власт, предходната власт, голташе се, разбирате. Чим голташ, кнедлите се поголеми, тоа е нормално, неизбежно е. Тоа, ако сакате, и природно, и логично, и човечно на некој начин. Не човечно в основата, ама ако ти си спремен да голташ, само ќе ти дадат поголеми кнедли, разбирате. Ние голтавме кнедли, разбирате, новата власт го прекина тој вокабулар негативен, рече дека Уставот треба ќе го менуваме, али да биде со одложено важење, со одложена примена, и тоа беа изворедни чекори кога покажавме дека не сме ние играчка во рацете на Брисел. Меѓутоа, се фали акција. А акцијата значи да го промениш тоа што е веќе проголтано. Ако си прифатил, ево вие или јас, ако прифатиме нека обврска, утре ќе се видиме со Петре и со Трајче. Ако немаме намера да се видиме со Петре и со Трајче, ќе откажеме средбата. Ние со вториот протокол прифативме работи кои ќе надвор од умот. Например, промената на Уставот. Нема во Македонија, јас истражував доста, нема документ во нашата држава кој вели дека ја овластува таа делегација која беше од Османи како министри, ише тројца македонци министри, да прифати, да потпише, дека ќе го минуваме Уставот, разбирате. Сега, чим си прифатил такво нешто, што не доаѓа предвид? Ако Македонија прифати денеска или утре или било кога да внесе бугари како конститутивен народ во нашиот устав, а тие не сака да бидат малцинство, се разбереме. Завршено е македонизмот, прашање само кој ќе биде тотално избришен. Зашто Бугарија не сака да влезе како конститутивен народ за да така се фалат. Те имаат намера, имаат дадено 200 или колку пасоши, значи луѓе кои потпишале дека се бугари, врз основа на тоа веќе ни прати 1000 пречи ќе ни прати, бараат факултети, школи, ќе бараат партиципација, разбирате, Охридскиот договор ќе биде играчка, односно ќе го бараат бугарите, така тоа не е случајно. Прво. Значи, таква е ситуацијата што ние, ако не го откажеме вториот протокол, ќе се вртиме магепсан круг и ќе одиме прудолу. Го откажеме ли вториот протокол? Праѓа прво ултиматумот за промена на Уставот. Тамо е измислена таа наша обврска. И второ, паѓа преговарачката рамка. Нема друг начин да се промени преговарачката рамка, освен да го откажеме вториот протокол. А знаете што случува? Преговарачката рамка, Европската унија, тој нацрт на преговарачката рамка, го утврди на 30 јуни, значи 30 јуни 2022 година. И во него се спомне во таа преговарачка рамка, разбирате, таа има 4 документи. Една е преговарачка рамка, има начални извештаи, завршени извештаи на Унијата, 4 документи се. Во нив се зборува за вториот протокол. Вториот протокол е потпишан на 17 јули, 16 дена подоцна, разбирате. Зашто? Сите зборуваат француски предлог. Нема француски предлог. Тоа е договор меѓу нашиот премиер и Петков, Ковачевски Петков, разбирате. Кога сите тие барања кои ги поставија бугарите, ние ги дававме како од ракав стресени. А тоа е историско предавство, нема друг избор, разбирате. Кога ги гледате работите од еден аспект поширок, тоа е предавство
историско предавство на фундаменталните интереси на македонскиот народ. Така да, таа ситуација е исклучително комплицирана и излезот можеме само да го бараме со наша акција, која е надвор од досегашната пракса. Јас знам дека нашите лидери им дишат во вратот западните фактори, Брисел, Вашингтон и така натака, Париз, Берлин, и знам дека ги држат за уши, али ако ја водиш државата, а државата моментално е овдека на ивицата од една бездна, или ќе ја вратиш назад на маса, односно на цврсто тло, или ќе пуши да пропадне. Ние мораме подхитно да преземе чекори друг излез и тврдам, бидејќи, знаете, сите наши проблеми, главни проблеми од распадот на Југославија до денеска се дипломатски проблеми на надворешно политички план. И тие мора да се решаваат на дипломатски начин. А дипломатскиот начин е прво дефинирано давна, има своји модалитети, своји начини, а тоа значи, ако нешто си прифатил што е погрешно, тоа се откажува. Да не одиме подалеку. Соединените американски држави го откажа светскиот договор во Париз потпишан за климата, председателот американски го потпиша, Трамп се повлече, разбирате. Се повлекува договорот за иранската нуклеарна енергија, светски договор, се повлека од Тран-Пацифичкото партнерство економско, тамо 12 земји од далекиот исток, што американски држави се повлекува. И Де Гол има кажано, вика, меѓународните договори траат додека траат. Меѓународните договори не се библии, разбирате. И Де Гол има кажано, вика, меѓународните договори се како младите моми и како розите, траат додека траат, разбирате. Но каков чекор може да се очекува од Бугарија? Сега и таму имаме една неизвестна политичка слика, имајќи во предвид дека председателот Румен Радев поднесе оставка пред најавените предвремени избори, што де факто не значи дека тој се повлекува од политиката, меѓутоа може да се планира некоја негова поактивна улога, евентуално ете амбиции за иден премиер и слично. Меѓутоа, од онаа состојба и од оние ставови на кои што застана Бугарија, во каква состојба ќе се најдеме ние? Се споменуваше стабилна политичка влада во Бугарија, меѓутоа и ставовите на Софија, дали може да се најде некој заеднички пат или да ги речам тие некое продлабочување или откочување на тие билатерални спорови? Нема теоретска шанса. Во Бугарија, кога изгласа декларацијата за Македонија, во која велат нема македонски народ, нема ништо, двајца пратеници се воздржаа, еден беше против, сите други беа за. Значи, меѓу сите политички партии во Бугарија, тие нивни историски синдроми, тие нивни манипулации, разбирате, сега го достигнаат својот врв, бидејќи имаат единствена шанса, тие се во Унијата, ние сме надвор, да не блокираат и имаат подршка. Да се разбереме, Македонија не ја прекрсти Грција. Македонија не сака да ја бугаризира македонците Софија. Тоа е туѓа, голема, поширока на дворешна политика, разбирате. Значи, се работи за нешто кај што Софија и Атина се само алатки туги, разбирате. И во Софија има, значи, апсолутна согласност. Не само тоа. 80% од народот ја поддржува ова идиотска политика према Македонија, разбирате. Непријателска. Ние сме во војна со Бугарија, ако сакате. Тоа не е вооружена војна, него е студена војна, тоа е политичка војна, политичка агресија нивна, разбирате. 80% затоа што кампањата оди, нели така. Измислуваа дека после Втората светска војна сме биле 20.000 бугари. Па добиевме 20.000 бугари, ке бевме ние светски сатани, разбирате. Значи, све измислено, сваќате. Радев, мислам, тоа најавуваше порано, он ќе формира партија и ќе учествува на овие избори, тоа нема никаква дилема. А ако некој е против Македонија, он е лидерот на тоа. Сваќате. Значи, прво таму апсолутна согласност има да сега докажат дека македонци нема, дека тоа нивни историско 150-200 години колку е таа политика, и сега имат единствена шанса да го тоа, што е надвор од умот да го докажат, ќе го тераат до крај, и тие не сака средба. Европската Унија Кошта предложи да председателите се сретнат на самитот на НАТО. Овие не игнорираат.
И други инициативи имаше. Бугарија вели, извините, ние немаше да разговараме со вас, нема отворени прашања, се е во Брисел, тоа е факт. А ние што можеме да направиме? Само со вториот протокол да им ги срушиме сите тие вештачки зидови против Македонија, да падне и уставот, да падне промената на устава, да падне и преговарачката рамка, и Бугарија после сакала некела и ние ни ќе ги бараме, ама и нас, разбирате. И да се направи мора една широка дипломатска офанзива, затоа што, велам, сите се свести дека ние сме во право. Ама ако вие не барате, ако јас не барам да ме поддржите во нешто, вие ќе дојдете, ќе вечете греота си, нема. Разбирате, тако нешто нема, поготово дипломатијата. Ако бараш, ако инсистираш, ако аргументирано настапуваш, секој ќе се размисли, разбирате. Ако си молчиш, се држиш на страна и се криеш под маса, никој нема да те помогне. Значи, ние сме во ситуација на една за неизбежна акција, прво да го откажеме вториот протокол, друг излез Македонија ви тврдам нема. Значи, тоа е дипломатски проблем, начинот мора да биде дипломатски, а тој второ протокол се откажува со една нота. Утре да напишеме нота, кажеме, во основа, сега можеме да составиме нотата, разбирате, во основа на сите показатели, тој протокол се покажа погрешен од националните и не знам какви интереси на Македонија и сметаме дека тој не може да обстане, спремни сме за нови преговори, така натака, разбирате, со една нота и све се менува. Македонија после тоа автоматски излегува на една нова позиција со која ќе може и да тргне према Брисел. Иначе се разбереме, Брисел нема долго да се проширува, ова со Па темата за проширувањето и после преземањето на Кипар, нели, со раководењето на ЕУ, веќе ја ставија, да речам, во некоја трета точка од тие 5 столба што ги најавуваат, значи не верувам дека 2026-та би било баш проширувањето фокус на интереси, имајќи ја во предвид целата геополитика како се одвива. Теоретска шанса нема. Видите, ако човек ги следи тие работи, јас ги следам редовно тие работи, Европската Унија уште долго нема се шири. Дали ќе ја примат Црна Гора евентуално за да докаже 600.000 луѓе, не е ништо тоа. Една улица во Брисел или во Париз или не знам каде во Рим, разбирате, ако ги примат овој црногорци, само да покажа дека проширувањето не е мртво. Јас се сомневам и Албанија напредува сега. Сака да ја форсираат и Украина, јас ви тврдам Украина нема никогаш да ја примат во Европската Унија. Теоретска шанса нема. Ова е само една психолошка помош, бидејќи војната таму и така натака, Европа е апсолутно на погрешна позиција околу сето тоа, разбирате. Албанија, јас лично не верувам дека ќе ја примат. Ако тие се сепак албанците, не Албанија, се стратегиски партнери на Вашингтон, ако Вашингтон инсистира, се уште влијањето на Вашингтон е големо во Брисел преку разни, нели така, своји луѓе, инсталации и така натака, ако тие евентуално го наметнат тоа, може да ја примат Албанија, јас лично не верувам. Затоа што велам, 62% од французите се против проширување, 67% од германците се против проширување. Која влада ќе се сече гранката на која седи да врши проширување, нема шанса. И не само тоа, АФД во Германија, која сега веќе вера дека е прва партија, таа е апсолутно против проширување. Тоа е против и Унијата, таа е помногу што против проширување. Значи, проширување веќе како што беше сега може никогаш нема да има повеќе. Веќе втора лига е на некој начин конституирана со, нели така, со Европската политичка заедница, со столбовите 4 на премиерката нивна, разбирате, фон дер Лајен, и тоа ќе биде се повеќе и повеќе на маса. Ali тоа за нас е во еден момент, од една страна позитивно, бидејќи не мораме да брзаме со проширувањето, велам. Утре да ги завршиме реформите, ги направиме подобро, сите пак нема да не примат. Значи, не зависи од нас тоа во голема мерка, бидејќи политиките се такви да не држат нас, да го решат на мојата теза е дека се обидува да го затворат македонското прашање кој е 150 години на маса, нели така? И во таа насока, разбирате, значи ние имаме време да се подготвиме, да расчистиме со Бугарија, зашто очигледно се веќе нема дилеми. Нашиот пат према Брисел е во Софија. Или ќе расчистиме со Софија, или никогаш нема да станеме. Зашто ви реков, собранието бугарско нема да не прифати никогаш како членка на Унија. Затоа, ние на време треба да направиме еден реципрочен договор со Бугарија, да ги поставиме односите на равноправна основа,
да бугарите ги раштат тие своји историски синдроми дека ние сме измислени, разбирате, македонци, дека Тито преку ноќ рече, ај, утре сте вие македонци, или Коминтернат, така, зашто сте глупости, мислам, политички, апсолутни измислици. Значи, сето тоа да расчистиме, да направиме еден објективен, реципрочен договор со Бугарија, а тоа значи дека, ако има овдека бугари, утре ќе ги ставиме, ама таму македонци. Нека не ги става тие во уставот, нели така, имале проблеми. А па и ние имаме проблеми. И тоа може да се бара се инсистира. Реципроцитет. Основното дипломатско правило е реципроцитет. Вие ќе направите и јас ќе направам. Вие не правите и јас не правам. Разбирате? Ево нека биде кај нив ова 14 пресуди има на судот за човекови права. Една нека признаат, што значи тоа? Признаат македонци. Чим ги признаат и македонците, веќе нема ни проблем, разбирате. Така да топката во нашиот двор е, дори фон дер Лајен кога беше Скопје, она не знам што мислеше, че топката е во вашиот двор, она мислеше на уставните промени, али може да го прошириме тоа. Топката е во нашиот двор, еве ние почнуваме со акција. Прво откажуваме вториот протокол и почнуваме од почеток. Така да, велам, од нас зависи, али треба да има храброст, треба да има лидерство и треба да има разбирање на работите. Зашто кај нас никој до сега нема од главните носители на политички функции кажано дека проблеми преговарачката рамка. Напротив, викат не е проблем. А проблем клучен, главен, единствен е преговарачката рамка. Од она што верувам дека во јавноста го сврте вниманието последниот период се случувањата околу Гренланд, она што беше последна изјава на американскиот претседател пред да замине на светскиот економски форум во Давос е дека со сојузниците од НАТО ќе се најде некое решение. Но имајќи ги во предвид имајќи ги во предвид сите овие случувања што претходеа на самиот проблем што се создаде, што може да се очекува? Ова е сепак едно сериозно прашање кое што наметнува една анализа посеопфатна од повеќе аспекти. Веќе и ЕУ има реакции, меѓутоа и од оние последни, да ги кажам, најави или последни чекори на американскиот претседател, па дури одејќи до таму дека нема Нобел, нема мир, даваат некој друг фокус на целиот овој така геополитички на работа. Биде интересно неговото денешно излагање во Давос, бидејќи он најави дека ќе го третира проблемот. Видите, Трамп, јас го поддржував при изборот, затоа што тој направи една револуција, невиден пресврт во американската дворешна политика. Јас ќе го цитирам Кисинџер. Кисинџер почина на 100 години, претходно има кажано, вели, ако вака продолжат работите, војна меѓу Кина и Америка е неизбежна. Он беше еден голем дипломат, разбирате, ги разбираше работите. И што направи Трамп? Трамп е бизнисмен, така и ова све околу Нобеловата награда и све кај него е све бизнис, пари, све дека може да се купи, од Гренланд па до Нобеловата награда. Трамп направи една револуција, бидејќи свати, он то го објасни од еден начин. Со Русија и со Кина, кои се двата главни, сега Кина е многу по-важен и многу силен противник, да речам, ривал на Америка, колку што е Русија, али рече, со нив можеме или да војуваме, или да соработуваме. И тој се одлучи за соработка. Позитивно, максимално, разбирате. Значи, Русија беше секогаш сибирската мечка, беше символ на страф, на непочитување, на омраза, на ривалитет меѓу Америка и Русија, разбирате. Он го смени тоа. И тој е во право. Тој кажа дека причина за војната во Украина не е Москва, туку е Киев. И тоа е помногу што точно, разберете. Тоа и американските главни аналитичари од Джефри Сакс и други, да не исполнуваме сега сите, Чомски, сите рекоа дека вината е на Украина. Украина сакаше доди во НАТО, на руската граница да постави НАТО ракети, разбирате, кои се на 2 минути од Москва. Тоа Москва никош нема да го прифати. И тоа сите го знаева. Сите американски аналитичари и стратези тоа го има кажано. Истото го направи Америка во 1962 година, кога имаше советски ракети на Куба.
Светот беше на работ на ивицата од една нуклеарна војна, бидејќи Америка не прифаќаше на нејзините граници да има советски ракети. Па и Руската федерација не прифаќа НАТО ракети на својата граница. Велам, тоа кој ќе го гледате на поширок план е апсолутно логика. Значи, он тука направи еден невиден пресврт. Значи, рече дека Москва се обидува да најде решение, тука не моди како што он беше помалце наивен, да речем, околу тоа решение, мислиш дека брзо ќе го најде решението. Тоа е сепак војна, тешка војна, длабока војна, со многу интереси, со многу, да речем, амбиции и така натака, али он се уште работи и ја мислам ке направи се да дојде до крај на таа војна. Зеленски нема да оди во Давос. А тоа не сум го чул, да. Видите, Зеленски е најавени се голем број разговори, меѓу другото Гренланд ќе биде во фокусот, меѓутоа очекувано е дека други теми ќе се начинат. Гренланд, видите, прво велам Зеленски е една фигура, една кукла која беше в рацете на американската претходна администрација, која Бајден, Трамп очигледно ја осуди за интервенцијата, за одговорноста во војната во Украина. Значи, тука тоа се расчистува, се бара решение. Меѓутоа, во овие други планови и амбиции на Трамп, да дојдеме и до Гренланд, видите, сега се работи за некои стратешки размислувања американски, кои може би имаат некоја своја основа, меѓутоа, начинот на кој се прави е неприфатлив. Начинот на кој беше уствари уапсен Мадуро не е прифатлив. Тоа е надвор од сите меѓународни норми, разбирате, надвор од врв на светската политика со Обединетите нации. И Европа со сите санкции што ги прави врз Русија, тие се нелегални. Санкции и Америка што ги прави на Иран и на двамот, све тоа нелегално, тоа е све незаконски, ако сакате, разбирате. Затоа што единствено тело кое може да става санкции е Советот за безбедност. Нема ли Советот за безбедност одлука и легално, кој што беше на Косово, бомбардирање на Белград и се. Така да тоа политиката на сила владе веќе од новата ера е 2025 години, 26-та сега и колку години пред новата ера, значи секојаш владеела силата. Ке владе уште најмалце 100 години, можда и повеќе. Така. И сега владе. И сега врз таа основа Трамп има некоја логика во тоа дека безбедноста кој го контролира Гренланд, помногу што ќе контролира и безбедноста на тој поширок регион, разбирате, почнувајќи од Русија, Арктикот и така натака. Така да во неговите аспирации да го контролира Гренланд има некоја логика, меѓутоа начинот на кој сака да го освои е неприфатлив, разбирате. Прво, иако Америка прво е купила Аљаска, сега слушам не ми кажува дека е купила Луизијана на времето од Франција и така натака. Најголема руска грешка е што е продала Аљаска, зависи да беше горе на капата на американскиот континент, сваѓате. Така да, сега и таа куповина, значи имало случаи, дали ќе дојде до тоа, отпорот на Европа. Иначе европската политика моментално е катастрофа. Како се однесува Европа, Европската унија, сега е надвор од умот, разбирате. Секој потек што го прават е погрешен, само за да покажа дека не се американски слуги, американски, вазали, како што беа до сега. Да, најавија дека еве ќе го суспендира тој трговски договор меѓу ЕУ и САД, меѓутоа тоа се сега препукување. Така. И тука ништо не е јасно, разбирате. Јасно беше и до сега, иако тоа не беше евидентно толку, дека Вашингтон не го прифаќаше Брисел. Мислам, Европската унија. Не ја почитуваше. Трамп вели, таа е создадена за да биде против американските интереси. Што не е точно, апсолутно не е точно. Таа Трамп го изјавува. Така да, таа, да речам, конфронтација на одреден начин меѓу Европа, меѓу Брисел и Вашингтон, ќе се продлабочува уште еден период. Јас верувам дека ќе се најде решение, меѓутоа, јас не можам да разберам. Ако Вашингтон има некој логичен природен сојузник во светот, тоа е Европската унија. Ама тие не ја прифаќаат, тие сега моментално се конфронтирани до длабински, разбирате, и мислам дека тој судир ќе трајуше доста долго време, меѓутоа на крајот ќе мора да барат некој решение, а велам, сите понатамошни чекори во однос на
на Гренланд, во однос на односите со Европа, во односот на Америка према Панама, во односот на Америка према Канада, во однос на Америка према Мексико, разбирате, све тоа се уште отворено прашање, никој не може да биде, ја мислам дека ни Трамп самиот не знае што ќе прави понатака, бидејќи тоа се работи сепак за исклучително важни работи и движења и политики и акции, ако сакате, така да ќе не чека еден период исклучително интересен и исклучително ќе биде со сензитивен и неизвесен. Полн со неизвестност и полн со изненадување, али да се надеваме дека све ќе остане во рамките на некаква, разбирате, некако меѓусебно разбирање и почитување. Знаете, основното, кинеската политика е пример како треба да се поднесуваат големите земји на меѓународен план, затоа што кинезите велат нема односи со било кого без меѓусебно почитување. И меѓу најмалата и најголемата, разбирате. Ако тоа не се прави, а сега очигледно Вашингтон, таква да речам политика не се наметнува и не се води, велам, ќе биде исклучително интересно, со многу изненадувања и да се надеваме дека сепак тоа ќе остане во рамките на без поголеми избунувања, војни, користење на оружје и така натака. Иначе имаме сега невиден период на вооружување, невиден, ова е ескалација каква никој до сега немала, а знаете, оружје не се купува да се става под маса или да се става во депоа, да се користи. Така да опасноста е голема, јас не верувам дека ќе има трета светска војна и нема да има, бидејќи тука и апсурдот, главна гаранција е нуклеарното оружје. Има ли поширока војна, не може да не биде нуклеарна, така да ќе биде избегната војна, за среќа мислам дека нема да има, али се друго, нема да има ни мир. Ви благодарам многу за издвоеното време, убаво рековте какви и да се конфликти, какви и да се недоразбирања, мора на крајот да се најде некое дипломатско издржливо решение, каде што ќе надвладее разумот и мора да се седне заеднички на маса за каков и да е конфликт да се разговара и да се реши проблемот. Уште еднаш голема благодарност што издвоивте време и што бевте дел од нашата емисија. Ми беше задоволство. Така. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме во студиото.